Любители на уметноста. Имам особена чест вечерва и јас да ве поздравам во моје име по повод уште една изложба посветена на великанот Димитар Андонов Папрадишки, личност која има особено место и значење во историјата на македонската ликовна уметност. Националната галерија повторно соработува со Народниот музеј Велес по различни поводи за одбележување јубилеи за Папрадишки, што е наша чест и обврска, земејќи го предвид легатот кој го остави на Македонија. Овој пат изложбата е во рамките на деновите на ослободување на градот Велес од фашистичкиот окупатор и ви го честитам овој празник на вашиот град. За личноста и творештвото на Димитар Андонов Папрадишки, кој е роден во Папрадиште во 1859 година, почнал во Скопје во 1954 година, треба често и секогаш да се говори со особен пиетет и постојано да се потенцира неговото значење за македонската ликовна уметност, што се должи на фактот дека тој е предвестник на основоположниците на македонската ликовна уметност. Неговиот долг животен пат и творештво, иако со формално недооформено академско образование на рисувателно-иконографската школа во Киев, заради семејните историско-економските состојби во Македонија во втората половина на 19 век, се одвива во период кога се буди националната свест, се менува феудалниот систем кон зголемување на стопанскиот потенцијал, се градат нови профани и црквени објекти и така натаму. Специфичното творештво на Димитар Андонов Папрадишки е спој на средновековната византиска, односно подвизантиска традиција и модерното европско сликарство, изазема место на историска и легендарна личност за која пишувале многу наши колеги историчари на уметност, од Антонија Николовски, Коста Балабанов, Борис Петковски, Елена Мацан, Владимир Величковски, Славица Алексовска, до Лазар Лечиновски, Јован Поповски и други. 80-тите години на 19-тиот век се сметаат за период обележан со напуштање на поствизантискиот иконопис и живопис и појава на профаното сликарство, односно тој е еден од последните зографи и прв профан сликар во Македонија.